политика. Оваа влада за 50% го зголеми данокот, персоналниот данок, значи го зголеми персоналецот од 10 на 15%. Станавме држава со високи даноци. Едно време бевме држава со доста ниски даноци, со добра бизнес клима, земја во која што вложуваат странски компании. Сега не заобиколуваат. Сега премиерот ни оди на отворање на фабрики или погони кои што имаат 10, 20 или 30 вработувања. Премиерот треба да оди во отворање на фабрики кои што значат 100, 200, 300, 500 или 1000 вработувања. Почитувани присутни, би сакал неколку работи да кажам, иако за жал во овој парламент многу тоа не се слуша. Прочитав пред некој додаток, може би има некои осцилации, може би има некои измени во меѓувреме, но генерално дека македонскиот извоз го генерираат и го создаваат околу 80.000 вработени. Значи, она што Македонија го извезува, она што Македонија го заработува, она што едноставно го генерира приходот на Македонија, го создаваат околу 80.000 луѓе и околу 1200 фирми во Македонија. Значи, сите оние идеи, почитувани присутни, кои што вие ги имате за трошење, за дополнителни трошоци, за дополнителни трансфери, сето тоа, сите идеи кои што ги имате во овој парламент за трошење, генерално ги покриваат околу 80.000 луѓе, кои што го сочинуваат рбетот на македонскиот извоз. Со вашата даночна политика, вие секој измина ден, со секој нов ден, им давате нови и нови даночни трошоци на тие луѓе кои што го создаваат македонскиот извоз, кои што го создаваат македонскиот БДП, кои што градат македонската економија. И затоа не се согласувам со даночните политики на оваа влада. Затоа даночните политики на оваа влада се лоши. Затоа даночните политики на Зоран Заев и неговите 28 министри не даваат резултати. Затоа имаме екзодус. И внимавајте, почитувани присутни, кога ќе се исели еден од тие 80.000 луѓе кои што го создаваат македонскиот извоз, автоматски не губите само еден човек, губите 20 луѓе кои што тој со својата работа, со својот продуктивност, со својот извоз, со своето создавање на додадена вредност ги на некој начин алиментирал. И јас не можам да разберам зошто има незаинтересираност овде. Јас уште еднаш ќе повторам за претениците, особено до оние до мнозинството. Почитувани колеги од мнозинството, пред некој ден прочитав дека 80.000 вработени во Македонија го создаваат најголемиот дел, речиси целиот македонски извоз. Од продуктивноста и работата на тие 80.000 луѓе, ние ги тераме овие социјални трансфери, ние ги тераме оние полнење на буџетот, сите овие работи за кои што тука зборуваме. Ајде овој закон да се донесе, ајде оној закон да се донесе, ајде ваков амандман, ајде таков амандман. Проблемот е, почитувани присутни, што со вашите економски политики, секој ден им правите нови и нови даноци, нови намети, нови оптерувања на оние 80.000 луѓе кои што го создаваат македонскиот извоз. И ако вака продолжиме, Македонија ќе остане без економија. Памтете ми го зборот. Она што и се случува на Македонија во даночната сфера, она што и се случува на Македонија со економските политики, она што се случува во делот на инвестициите не е добро. Секој ден се гледа. И некој ќе рече, не е битно зошто сме на листата на инвестиции на Financial Times од 2 место на 18 место. Па тоа значи дека е катастрофа, никој жив нема да дојде овде да инвестира луѓе. Како ќе ги издржите сите овие
прекрасни идеи, огромни трошења и така натаму, буџетот ни дојде 4 милиарди, огромни 4 милиарди евра. Со оваа тенденција како што правите, со овие 200-300 закони до година ќе ни треба буџет 5 милиарди евра. И наместо 80.000 вработени кои што ќе го создават македонскиот извој, скијаме 70.000 вработени. Кој ќе го издржи тоа? Ќе им дадеме уште поголеми намети, тие уште повеќе ќе се заминуваат по Германија, по Шведска, по Австрија и ќе влеземе во еден вртлок во кој што државата ќе имплодира. Ова ви се политики Милка Планинц 85 и Бранко Миколич. Тоа завршува во хиперинфлација и во банкрот. Овие политики кои што ги спроведува владата на Заев се истите политики кои што ја банкротираа СФРЈ и ја доведоа во хиперинфлација. И сега можеби не тоа на сите им се слуша, ама тоа е тенденцијата, почитувани присутни. Ние веќе немаме реален сектор. Кој реален сектор го има? Ние ако на времето имавме некои производствени сектори, рудници кои што имаа по 600-700 вработени, сега имаат по 300-350. Ако некои државни институции или ова собрање на времето 200 вработени, сега имаат 400 или 500. Ме разбирате ли кои диспаритети се тоа, колеги? Значи на времето, ако сме имале рудник во Источна Македонија кој што имал 600 или 700 вработени, а парламентот имал 200 вработени, сега парламентот има 450 вработени, не знам, може би плюс или минус, а рудникот има 300 вработени. Кој ќе го издржи тоа, ве прашувам? Немаме реален сектор. Секој ден нови даноци, нови намети, вакви обврски, онакви обврски, се тоа во ред. Кој ќе го плати сето тоа? Кој ќе го издржи? И ве молам, размислете, кога додавате нови амандмани, ова прашање се реши, тоа прашање да се реши, ние остануваме без економија. Ни паѓа бројот на вработени во индустријата, ни паѓа во делот на производството, бројот на вработени. Се помалци и помалци имаме продуктивен сектор. И не се ова мали работи. Не се ова мали работи. Ова се исти политики како што пред 10 години се носеа во земји како Венецуела и Боливија. Видете што се случува таму. Со истите аргументации, буквално можам цитатите да ви ги споредам. Истите политики пред 10 години во Венецуела и во Боливија. Исто, само што ние немаме нафта, Венецуела има нафта, ние немаме нафта. Затоа што преска имаше доста колеги кои што зборуваа, кои што не ме слушна, уште еднаш ќе го кажам, главниот апел. Колеги, ве молам, внимавајте и водете сметка на економската иднина на Македонија. Ова е наопаку поставена работа. Буџетот ни дојде до 4 милиарди евра. Не можеме да покриеме се. Ќе ја уништиме и имплодираме економијата. Пред некој ден прочитав податок. Може би има одредени осцилации, може би има одредени отстапувања, но бројкиве се следни. Огромното мнозинство, најголемиот дел од македонскиот извоз го создаваат околу 80.000 вработени, кои што секој ден ги има се помалку. А издатоците растат. Тоа е пат за банкрот, тоа е пат за хиперинфлација, тоа е едноставно пат за уништување на економијата, на виталниот дел, на оној кој што ја создава додадената вредност. Економските политики кои што ги носите се апсолутно лоши. Може да има некој привремен ефект или слично, но секој ден, на секоја комисија, на секоја пленарна седница даваме нови обврски. Создаваме обврски какви што нема во Велика Британија, создаваме плаќања какви што нема во Норвешка, луѓе, нема во Шведска или во Финска. Ако тоа Шведска, Финска, Норвешка, Велика Британија не може да го издржи, зарем ќе го издржи Македонија? Ве молам, внимавајте за сето тоа. Во тесно е владата, сака да ќари некој глас, сакаат по секоја цена да имаат некој глас, нема да ги спаси од пораз, но ќе ја девастираат економијата. Внимавајте, значи, не можеме да го дозволиме сето ова, луѓе. Благодарам.